Утрински стихови од Библијата. 26 ноември. Нека им биде добро на оние што те љубат. Блазе им на оние кои те љубат тебе. Псалм 122:6. Ако Божите благослови почиваат на тебе, поради тоа што целосно си му се предал нему, ти ќе напредуваш. Ако се свртиш од Бога, и тој ќе се сврти од тебе. Неговата рака може да растури побргу од што ти можеш да собереш. Нашиот Спасител ни укажува на небесните птици, кои ниту сеат, ниту жнијат, ниту собираат во житници, па сепак нивниот небесен татко ги храни. И зошто се грижите за облеката? Погледнете ги криновите во полето. Овие кринови, со својата едноставност и невиност, повеќе го задоволуваат Божиот ум, отколку Соломон со своите скапоцени украси, но лишен од небесното украсување. Зар не можете да имате доверба во својот небесен татко? Зар не можете да се потпрете на неговото драгоцено ветување? Барајте го најнапред Божиото царство и неговата правда, и останатото ќе ви се додаде. Какво драгоцено ветување! Зар не можеме да се потпреме на него? Должината и корисноста на нашиот живот не се состои од количеството на земското богатство. Оние што го користат своето богатство за правење добро, нема да гледаат потреба за големи натрупувања во овој свет. Бидејќи богатството што се користи за напредок на Божјата кауза и кое во името на Христа им се дава на оние што се во потреба, тоа всушност му се дава на Христос, и тој за нас го става во небесната банка, во торби што не ветвеат. Оној што прави така, се богати во Бога, и неговото срце ќе биде таму каде што неговите богатства се чуваат. Оној што понизно го користи она што Бог го дал, во чест на дарителот, слободно давајќи како што и примил, тој ќе го почувствува мирот и сигурноста во сите своји активности, знаејќи дека Божјата рака е над него за добро. И самиот ќе го носи печатот на Бога, имајќи ја насмевката од Отецот.